Здраво, драги мои. Повторно, еве ме денес да ве поканам да го слушнете и ова видео во кое ќе зборувам за Малиот принц, за авантурите на Малиот принц, која што е книга напишана од француски писател Антуан де Сент Екзюпери и како тие авантури на Малиот принц и пилотот ги поврзувам со свесното родителство. Денес ја читам втората и третата глава од книгата и насловот на денешното видео го нареков моќта на едноставноста, слушање и прифаќање на детскиот свет со љубов и со внимание и со грижа. Веднаш ќе почнам со читање на книгата. Живеев така сам, без некого со кого би можел на вистина да зборувам, се до едно паѓање во пустината Сахара пред 6 години. Нешто се скрши во мојот мотор. А бидејќи со мене немав ни механичар ни помошник, се приготвив сам да се опитам да ја изведам тешката поправка. Тоа за мене беше прашање на живот или смрт. Оти вода за пиење имав од 2 за 8 дена. Таа вечер првпат се успав на песокот 1000 милји оддалечен од секаква населба. Бев многу поосамен одошто некој бродоломник на некој брег таму во средината на океанот. И сега замислете го моето изненадување кога во мугрите ме разбуди едно смешно тенко гласче. Ми велеше: "Те молам, нацртај ми една овца." Нацртај ми една овца. Рипнав како погоден од гром. Добро си ги протрив очите. Гледав убаво и видов едно чудно малечко човече кое што сериозно ме наблюдуваше. Еве го неговиот портрет што подоцна успеав најдобро да го направам. Мојов цртеж се разбира многу помалку одушевува од моделот, но тоа не е по моја вина. Бев обесхрабрен во сликарската кариера од возрастните уште во 6-та година и не научив ништо да цртам, освен змиите воа. Ја гледав оваа појава со овргалени очи од чудење. Не заборавете дека се наоѓав 1000 милји од секаква населба, а моето малечко човече не ми изгледаше ни залутано, ни мртво од умора, ни мртво од глад, ни мртво од жет, ниту пак мртво од страв. По ништо не прилегаше на дете загубено во пустина, на 1000 милји од секакво населено место. Кога на крајот на краиштата успеав да разберам, му реков: "Ама, што бараш ти овде?" Но тоа ми повтори сосем полека и сосем сериозно: "Те молам, нацртај ми една овца." Кога е мистеријата толку голема, не смее да не се послуша. Колку и да ми изгледаше сето тоа чудно, на 1000 милји далеко од секаква населба и во смртна опасност, сепак извадив од джебот парче хартија и една писалка. Но тогаш се сетив дека учев само географија, историја, сметање и граматика и му реков на џуџето, малку подналутено, дека не знам да цртам. Човечето ми одговори: "Тоа не пречи ништо, само нацртај ми една овца." Но бидејќи никогаш не сум цртал овца, направив за него еден од оние 2 цртежи за кои едноставно бев способен. Му го нацртав оној на змијата боа како ја вари храната. И бев чудоневиден кога го чув моето малечко џуџе да ми вели: не, јас не сакам слон во боа. Боата е многу опасна, а слонот е многу голем. Кај мене се малечко. Сакам овца. Нацртај ми овца." Тогаш нацртав. Малечкото гледаше внимателно и ми рече: "Не, таа е болна." "Нацртај ми друга." Нацртав. Моето пријателче се насмевна толку благо и со некаква добродушност. "Па гледаш, тоа не е овца, тоа е овен. Има рогови." Уште еднаш го преправив мојот цртеж. Но и тој беше отфрлен како и претходните. "Таа е многу стара. Јас сакам овца што ќе живее долго време." Тогаш, од нетрпение и брзав да ја почнам поправката на мојот мотор, го нашаркав овој цртеж. И му го фрлив. "Тоа е сандак,
а внатре е овцата што ја сакаш. И да видите, многу се изненадив кога видов дека се разведри лицето на мојот млад критичар. Токму тоа го сакав. Што мислиш, дали ќе и треба многу трева на овцата? Зошто? Оти кај мене се е многу малечко. Сигурно не ќе и треба многу. Ти дадов сосем малечка овца. Тој ја накриви главичката кон цртежот. Не е толку малечка. Но погледни, таа се успа. Ете, така се запознав со малиот принц. Овде гледаме како малиот пилотот се запознава со малиот принц и почнува да разговараат за неговата планета. Во суштина, неговата планета представува неговиот свет. Тоа е едноставно барање на една детска, што представува една детска желба на прв поглед изгледа многу наивно, меѓутоа што можеме да заклучиме подлабоко ако размислиме, тоа всушност представува и носи една многу длабока символика, а тоа дека помеѓу како довербата се раѓа помеѓу детето и помеѓу возрастните, значи едно непознато суштество доаѓа од друга планета, му се обраќа на возрастниот со зборовите, значи да му нацрта нешто, еден цртеж, без да очекува значи нерационален одговор, туку еден креативен одговор, едно разбирање од негова страна, да изрази својата креативност возрастниот. И всушност овде детето што сака да каже малиот принц, кој што не представен како детето овде, јас го представувам како дете во свесното родителство, што сака да каже? Сака да му каже на пилотот дали можеш ти да го разбереш мојот свет на начин на кој што јас го гледам. Дали можеш да се поврзеш со него онака како што јас очекувам. И всушност овде се потенцира преку свесното родителство еден повик до родителите дека навистина децата бараат разбирање, бараат комуникација, бараат љубов од страна на возрастните, значи бараат навистина да бидат видени и разбрани. Но исто така малиот принц гледаме дека сака да се грижи, бара да биде одговорен за овците, за овцата која што сака пилотот да му е нацрта, а всушност тоа е една потреба на малиот принц, всушност на детето, која што сака да го стави, значи сами у себе си се става во контакт со собствените потреби, негови потреби. Самото дете има потреба да се грижи за некого, за нешто и сака да биде одговорно. Значи, пилотот, иако е возрастен, тој се обидува да ја нацрта овцата како возрастен. Меѓутоа, тој што покажува овде кога упорно ја црта овцата? Дека се обидува да го напушти светот на возрастните, на логиката, на фактите и решава да влезе во светот на детското интерпретирање на фантазијата, значи на детската фантазија. И ова во суштина овој момент е една алегорија за свесното родителство, за свесното родителствување, дека децата често бараат одговори кои што не се во форма на совети, не се во форма на факти, на бројки, туку тие едноставно бараат одговори кои изразуваат внимание, изразуваат грижа, изразуваат игра, значи детска игра, детски свет, детско разбирање. И кога ние како родители ќе се согласиме да, например, да му нацртаме нешто од перспектива на децата, од детскиот свет, како што тоа го направил пилотот цртајќи ја овцата, всушност
Тоа значи дека ние сме како родители подготвени да ја испочитуваме внатрешната реалност на нашите деца, да ја прифатиме, да испочитуваме и да влеземе во детската реалност на нашите деца. Значи тоа исто како нашето дете да не праша, видиме, слушниме и грижи се за мојот свет онака на начин на кој што и јас се грижам, и јас се гледам себе си и мојот свет. Понатаму продолжуваме со, тоа беше за втората глава, сега продолжуваме понатаму со третата глава од книгата Малиот принц. Многу време ми требаше за да разберам од каде доаѓа. Малиот принц ми поставуваше толку многу прашања, а се правеше како да не ги слуша воопшто моите. И само зборовите, случајно изречени во разговорот, малку по малку се ми открија. Така, кога првпат го забележа мојот авион, не можам тука да нацртам авион, оти тој цртеж е многу тежок за мене, ме праша. Што нешто е ова? Тоа не е нешто, тоа лета. Тоа е авион, мојот авион. И се гордеев што му кажав дека јас летам. Тогаш тој извика. Што? И ти си паднал од небото? Да, му реков скромно. Што е смешно. И малиот принц почна толку сладко да се смее што дури ме налути. Јас сакам моите незгоди да се сваќаат сериозно. Потоа тој додаде. Значи така, ти исто доаѓаш од небото, а од која планета си ти? Забележав дека тајната на неговото доаѓање почна да се расветлува и веднаш го прашав. Ти значи доаѓаш од некоја планета? Но тој не ми одговори. Полека ја нишкаше главата гледајќи го мојот авион. Со ова не си можел да дојдеш од многу далеко? И тој попадна во некакво мечтање што траеше подолго време. Потоа ја извади од джеп мојата овца и се задлабочи во посматрање на своето богатство. Замислете колку ме возбуди оваа полудоверба за другите планети. Настојував да разберам нешто повеќе за тоа. А од каде доаѓаш, малечок? Каде е кај тебе? Каде сакаш да ја однесеш мојата овца? Но тој се замисли по извесна пауза ми одговори. Многу е добро што ми го даде сандакот, оти тој ќе и служи како куќичка. Се разбира, и ако бидеш добар ќе ти дадам и едно јаже за да ја врзуваш преку ден. И едно колче. Изгледа дека малиот принц се зачуди од мојот одговор. Да ја врзувам? Каква смешна идеја. Но ако не ја врзеш, таа ќе појде некаде и ќе загине. И мојот пријател пак се насмеа. Ама каде сакаш да оди? Каде и да е? Право, пред себе. Тогаш малиот принц сериозно ми забележа. Нема ништо тоа. Кај мене се е толку малечко. И ми се чини малку натажено рече. Ако се оди право пред себе, не може да се стигне многу далеко. Тоа беше третиот дел. И овој следен разговор помеѓу малиот принц и пилотот е за планетата на малиот принц, односно тоа е символ на уникатноста на внатрешниот свет на самото дете. Значи, кога тој зборува за својата мала планета, таа всушност представува олицетворение на автентичниот свет на секое дете, на личниот свет на секое дете, токму поради тоа заслужува да биде видено, да биде разбрано, да биде испочитувано планетата за која што тој ќе раскажува понатаму, која што ќе биде, значи, многу интересно раскажано. Тој ќе зборува за баобабите, за розите на неговата планета, за целиот негов живот. И од свесниот пристап гледано е токму тоа, да се испочитува уникатноста на секое дете и да му се овозможи на детето простор да расте истовремено со внимание и со грижа. И кога пилотот му црта овца, за него таа не е само игра, туку што представува создавање на еден мост на доверба помеѓу детето и помеѓу возрастниот, мост на доверба и на разбирање. Значи, преку ова акција му се дозволува, му се возможува на децата едноставно да почувствуваат дека се разбари и да почнат како свет полека да се отвораат спрема возрастните.
Во родителството овде можеме да видиме една паралела која што представува присуство, внимание и прифаќање на детскиот универзум, која што е основа, е темел за доверба и за емоционална блискост помеѓу родител и помеѓу детето. Исто така малиот принц можеме да видиме во овој дел како е загрижен за својата овца, која што е символ за кревкост, за важност и за одговорност. Значи, она што сака детето да го прифати, тоа да се покаже дека може да биде одговорно за нешто што му е многу важно во неговиот детски свет. И меѓутоа, кога пилотот одговара, му предлага да ја врзе овцата, што одговара малиот принц? Малиот принц одговара дека нема ништо од тоа, затоа што кај него во неговата планета се е малечка. Значи, тоа е еден навистина клучен момент овде кој што треба да се разбере, кој што, значи, под контекст на свесното родителство подразбира дека овде провејуваат две чувства, чувствата за грижа и чувствата за одговорност. Меѓутоа, истовремено и чувство кое што од страна на детето дека светот не е само полн со грижи, туку им е полн со можности. И дека преку, значи, ова родител да свати дека контролата секогаш, значи, не подразбира одговорност. И детето самото бара да биде внимателно. Значи, преку она што сака, кога сака да биде одговорно тоа, за својата овца самото сака тоа да биде внимателно, ја покажува внимателност према неа, покажува свесност, сака да покаже љубезност. Значи, тоа е она сето кое што ние треба да го учиме детето, и дека она што му е доверено, без да го контролира строго, да не го задушува, може да предизвика раст и развој. Значи, овде децата во суштина не учат нас, родителите, дека кога преминуваме контрола, ние во суштина создаваме само стрес, создаваме само страв, создаваме загриженост, а не овозможуваме напредок, раст, развој и зрелоста, растот и зрелоста кај нашите деца. И кога исто така спомнува дека се е малечко во неговиот свет, во неговата планета, тоа не символизира од аспект на мерна величина, дека станува збор за малечка мерка, туку начин да се каже дека во светот животните проблеми кои што ни се случуваат треба да се доживуваат и од аспект на со грижа и со внимателност, со љубов. Значи, малиот принц овде ги согледува сите ризици, меѓутоа и можностите, дека нешто што е малечко не мора да значи дека е небитно и неважно. Токму најмалечките работи во животот знаат да бидат и највредни и најбитни. Значи, тука малечките нешта преку свесното родителство често пати се изразени по тоа дека родителите треба на тие малечки нешта најмногу да обрнат внимание, на кои што се многу битни за самото дете, за неговата радост, неговите достигнувања. Било да е првата песничка, било да е првиот збор, било да е првото запче, првиот чекор, првото скокање, што и да е, значи, било какви невербални сигнали, иако тие се мали, незначени, сепак имаат голема вредност треба да имаат голема вредност во животот на родителите. И кога исто така ги додава зборовите на крај, ако се оди пред себе, дека не може да се стигне многу далеку, тоа всушност свесното родителство што сака овде
да ни каже од аспект дека во суштина родителот не треба да гледа на односот родител-дете, значи кога родителствува, дека тоа представува, родителството е одредена дестинација, представува една рационална линија која што треба да се дојде, да се достигне, туку за да може детето безгрижно да расте, родителот треба да оди по една, да се движи со внимание и често пати, значи во тој процес на родителствување треба да се осврне на самото дете, да се заврти и назад кон детето со цел да го ослушне што сака тоа да каже, да забави малку, не само да оди напред пред него и слепо да го води, туку тоа едноставно ова е повик до родителите да се прилагодат и да ги следат, да се осврнат назад, да ги видат вистинските потреби на детето, значи да бидат, што подразбира, да бидат родителите присутни во сегашниот момент со своето дете и да можат да создаваат заеднички живот со нив, кој што дозволува живот да се учи преку искуство, а не само преку поставување на строги правила кои што исклучиво треба да се почитуваат од страна на децата. И на тој начин, кога се учи од животното искуство кое што се случува во сегашниот момент, тогаш единствено може да процветна автентичната врска помеѓу родителот и детето. Се надевам, драги родители, дека ви се допаѓа ова видео. Уште еднаш, имајте убав ден, се гледаме.